Одложено е судењето на 43-годишниот АА од Скопје, обвинет за кривичното дело насилство од член 386 од Кривичниот законник, односно напад и нанесување на телесни повреди на 20 јануари од екипата на фудбалскиот клуб Брегалница од Штип. Обвинетиот преку своите бранители побара симултан превод на албански јазик, за како што стои во образложението, тој во целост да го разбере обвинителниот акт. Денеска од формална гледна точка и процесна, од наша страна се побара да се исполнат тие услови, посебно во делот на преводот на обвинителниот предлог кој што е доставен до Штип до судот, со цел да може да постапува судот на мајчиниот јазик на обвинетиот. Тоа секако судот го прифати. Во обвинителниот акт против 43-годишниот АА, меѓу другото стои: на 24 август 2025 година, за време на фудбалски надпревар помеѓу пионерските екипи на фудбалските клубови Брегалници и Шкупи, со грубо насилство ја загрозил сигурноста на оштетените МБ и СГ, родени 2010 година, при што им нанел телесни повреди. Стои меѓу другото во обвинителниот акт. Од тој ден АА е во притвор, од каде се брани преку неговите адвокати. Од наша страна се доставени и листа на докази со многобројни сведоци и се надеваме дека во една непосредна и контрадикторна постапка, евентуално во понатамошниот дел, ќе се докаже дека обвинетиот не е виновен за кривичното дело кое што му се става на товар согласно обвинителниот предлог. Од друга страна, бранителот на оштетените тврди: обвинителството има доволно докази со кои што ќе го докаже делото, значи се терети за насилство по член 386 став 4 од КЗ. Одбраната достави листа на докази, меѓутоа истите се однесуваат на имотна и здравствена состојба на обвинетиот. Така што нема докази барем во оваа фаза со кои што ќе побијат наводите на обвинениот. Откако денешното рочиште беше одложено, сите повторно во судницата ќе бидат на 29 септември и 2 и 3 октомври.